Дел од онколошките пациенти денеска пред Министерството за здравство се појави и потенцираа дека не бараат виновник, туку сакаат решение. Ана Маријановиќ од Сдруженијето Хема-Онко посочи дека дел од терапијата е веќе пристигната, но бараат континуитет. Таа вели доколку дистрибуцијата е проблем во Македонија, треба да се разговара со комори, здруженија на велодрагерии во државата. Во моментот набавката е завршена, терапијата е ветена од страна на добувачите дека дел е веќе вчера пристигната, дека останатиот дел ќе пристигне во наредните 2 дена. Меѓутоа, тука сме чисто само да ве потсетиме дека ни тогаш не ќутевме, ни сега, нити во еден момент нема да се појавиме доколку терапија на онкологија недостасува. Терапијата која што недостасува најчесто е истата, станува збор за Филвестран, за Золатекс, веќе ги имате списоците, беа објавени неколку пати. Она кое што е поразлично е што овој пат имаше недостаток и на терапија која што е на позитивната листа, односно делот цитостацитите, што до сега се немаше случајно во ваков обем. Сето тоа е надминато. Заменик министерот за здравство Јовица Андоновски и представниците од Сдруженијето Хема-Онко на средба дискутирале за продлабочување на соработката со канцеларијата на Светската здравствена организација со цел примена на меѓународните искуства и добри практики, подобрување на планирањето и градењето поефикасен и поодржлив здравствен систем, како и вклучување на пациентите во креирањето на законските решенија. На средбата беше разгледана и состојбата со онколошката терапија, како и мерките што се преземаат за надминување на долгогодишните предизвици со кои се соочуваат пациентите. Беше посочено дека е обезбедено рекордно зголемување на буџетот за онкологија и дека се работи на подобрување на достапноста и континуитетот на терапијата. За лековите кај кои беа регистрирани доцнења веќе се преземени конкретни мерки. Делот испораките се реализирани, за дел се склучени нови договори, а за останатите се обезбедуваат привремени решенија до целосно нормализирање на состојбата. Од онкологија соопштија дека кај мал дел од препаратите кои се на позитивната листа на ФЗО имало краткотрајно доцнење во испораката, како последица на повеќе објективни околности, меѓу кои зголемената потрошувачка, зголемениот број пациенти, периодот меѓу две јавни набавки, како и делумен недостиг кај дистрибутерите. Со навремена институционална координација и во соработка со сите надлежни чинители, најголемиот дел од потребните препарати веќе се обезбедени и доставени на клиниката, додека преостанатите количини се очекува да бидат достапни во текот на оваа недела. При тоа особено нагласуваме дека во ниту еден момент не беше доведен во прашање континуитетот на лекувањето, ниту квалитетот на здравствената грижа што им се обезбедува на пациентите. Повремениот недостиг на терапијата е проблем кој се провлекува со години наназад, а онколошките пациенти постојано алармираат очекувајќи системски решенија.